Подобрување на сервисот понуда побарувачка преку алатката на Министерството за земјоделство е еден од обидите на земјоделските власти да помогнат во пласманот на земјоделски производи. Министерот за земјоделство Аријанит Хоџа во интервју за весникот Вечер вели дека вториот бран на пандемијата со COVID-19 доаѓа во време на есенска сеидба, жетва на ориз, подготовки околу откупот на тутунот и пласманот на јаболката. Во сточарството сезоната е цела година, освен обезбедување храна за добитокот, другото се тековни активности. Во вакви услови и земјоделците треба да водат сметка за препораките кои се однесуваат на сите граѓани, вели Хоџа. Оние земјоделци кои нема да можат сами да се запишуваат во системот понуда побарувачка во нивно име, тоа ќе го прават вработените во подрачните единици на Министерството. Потоа ќе се насочиме во поголема едукација на земјоделците директно на терен преку Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството и во соработка со земјоделските здруженија, асоциации и задруги, со цел полесно прилагодување на новите услови за стопанисување. Секако на дневна основа ќе следиме како се одвива извозот на земјоделските производи и доколку се појават проблеми, ќе реагираме навремено. Во секој случај, активностите на Министерството ќе бидат во прогнозирање, превенирање и дејствување во интерес на земјоделците и на целокупниот аграр, вели Хоџа во интервјуто. Според него, пандемијата со COVID-19 ја покажа важноста на домашното земјоделско производство, како најсигурно за сите граѓани, а тоа додава е аргумент плюс за стратешкото место кое го има агрокомплексот во нашата држава. Земјоделските власти најавуваат зголемена меѓусебна комуникација со производителите и откупувачите, бидејќи според нив состојбите во земјоделството се предвидливи, па оттаму и заедничкото изнаоѓање решенија. Целта, вели министерот, е една – зголемено домашно земјоделско производство, поголем извоз и влез на девизи, нови вработувања и поголем профит за земјоделците.